Помина многу време откако беа дадени цврсти гаранции дека земјоделците ќе ги добијат субвенциите, но од сето тоа останаа само празните ветувања и лагите. Ниту Министерството за земјоделство и за финансии, ниту платежната агенција не исполнија ништо од тоа што ветија, иако најавуваат дека исплаќањето ќе се реализира за краток период. Затоа трпението на земјоделските производители стигна до крај, а револтот поради безизлезната финансиска состојба е голем и тешко може да се контролира, беше речено на пресконференцијата што ја организираше Сдруженијето на оризопроизводители Бело злато. Кочанскиот земјоделец е истоштен максимално. Сега е сезона за новата реколта, така да самите гледате нивите остануваат необработени. Па затоа бараме денес прием од министерот за финансии, министерот за земјоделие и директорот на платежна агенција. Новиот, пошто тој обеќа дека има подпишано доста добра сума за субвенции, а субвенции нема достигнато до земјоделецот ни денар. Па да видиме кој лаже од таа тројка. Субвенциите не се исплатени земајки дел од 2012, дел 2013, 2014 и 2015 и целокупните за 2016. Борисов рече дека тие како здружение бараат да се заврши политичката криза, односно да се докомплетира парламентот и да се формира нова влада. Необично е што наместо за производството на нивите, земјоделците веќе подолг период зборуваат за политика. Станаваме сите политичари веќе. Земјоделието го направиат и точно и земјоделието го направиат политичар. Не му дозволат на земјоделието да работе и почна и он да се бави со политика веќе и земјоделието. Нас политиката не многу занима дечто. Нас не интересира сега да ја да може да речеме со трактору да ставам нафта и да одам да работам. Решение за земјоделците веќе да се формира што поскоро новата влада, да се избере спикер на собрание. Да се собранието да профункционира за да можеме веќе да има кај кој да се обратиме, пошто кај овие немат разум, не може да се со нико да се договориме за ништо. Се што се кажале до сега се излажале. Поради лошата финансиска состојба од неисплатените субвенции, но и поради неоткупениот ориз и ниските цени што им се нудат за килограм предадена арпа, земјоделците велат дека не знаат дали и понатаму да живеат во лажна надеж или да завршат поинаку. Не сме способни, мислам дека многу ретко кој може да си дозволи еден луксус сега да земе ѓубре како напред што работеа нашите стари, нашите татковци, пред сидбата да фрлат ѓубре на оризовите порожини. Значи ние ќе чекаме сега. Ќе го посееме оризот, па ќе се молјакаме кај аптекарите, ако некој не си и тие виновни и тие се не може да не поднесат сите нашите трошкови, ќе се молјакаме да ни дозволат да земеме нешто на вересија, па ако ни пуштат од државата субвенции или ако ни го откупат оризот, па да ни ги спат после 45 дена. Тога е да во земјоделието во Македонија, во оризопроизводство, во лозарство, во овощарство, мислам дека владее хаос. Поголем хаос до сега нити е бил, нити нема каде повеќе. Од тука само шујка старите у гроб. Од Сдруженијето на оризопроизводители најавија дека за вторник се планираат протести на земјоделците од целата држава, зашто и тие ќе дадат поддршка. За сега во план е блокирање на магистралниот пат од Кочани кон Штип и Делчево, а по координација со другите здруженија дополнително ќе информираат во кој термин ќе биде блокадата.